Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во денешната емисија имаме една тема што ќе биде особено интересна за родителите со деца од училишна возраст. Ќе ја го обработиме врсничкото насилство. Врсничкото насилство не представува само физичко насилство меѓу врсниците, тоа опфаќа поширок спектар на однесување. Тука спаѓа и вербалното насилство, сајбер насилството, психолошкото, социјалното, сексуалното. Како да се препознае детето што врши насилство, а како она што трпи? Што треба да се преземе за да му се помогне на детето, жртва, да го надмине овој проблем, да го промени однесувањето, полесно да ги зацврсти односите со пријателите и секако да не му се повторува овој проблем, врсничкото насилство. Нова тема денеска зборуваме со Мирјана Цветковиќ, психолог, семеен и системски советник. Започуваме веднаш по рекламите. Денеска зборуваме за врсничкото насилство со Мирјана Цветковиќ, психолог, семеен и системски советник од Психолошкиот центар Алтернатива. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Не секое однесување помеѓу децата, не секое насилство меѓу децата представува врсничко насилство. Кои критериуми треба да ги исполнува за да се смести во оваа категорија? Точно така, значи насилството само по себе е деструктивно однесување на индивидуа или на група кон друго дете или група. Самото по себе е деструктивно, има за цел да нанесе штета, да повреди, да злоупотреби некој друг. Така да тоа е надмок на однесување, односно балансот на моќта е секогаш кај детето што се однесува насилно. Правилото за да биде конфликтно однесување, пак знаете, треба да се секогаш направи разлика помеѓу конфликтно однесување и насилно однесување, а главната разлика е дека конфликтното однесување двете страни во релацијата ги прави подеднакви во однос на моќта, а и нема рамноправни. Освен тоа нема за цел да повреди, туку конфликтите може да бидат конструктивни и деструктивни. Ако ги гледаме како конструктивни, секако дека целта не е да го повреди другиот, односно другата страна. Значи, еден од критериумите е нерамноправност помеѓу жртвата и насилникот, би рекла, но претпоставам дека и времетрењето, колку долго трае ова насилство, исто така е важно. Дали, доколку се случи само еднаш, значи врсничко насилство или пак треба да се повторува 2, 3, 4 пати? По дефиниција, врсничкото насилство е повторувачко. Една од карактеристиките е дека се повторува, меѓутоа сепак јас лично и сум со тој став дека макар и еднаш да се случи одреден настан кој што го повредува другиот, сепак е тоа недопустливо. И тоа сепак е знак дека треба нешто да се промени. Тоа е недозволива ситуација, бидејќи сепак има тенденција да се повторува. Треба да се направи веднаш, да се постави граница во однос на самото однесување. И да се прекине, како што споменавте. А дали врсничкото насилство се сведува само на детска возраст или пак опфаќа и повозрастни лица? Врсничкото насилство обично се смета дека е за деца на училишна возраст и адолесценција. Секако дека насилно однесување се постои и кај децата во предшколска возраст, односно дури малите деца знаат да се однесуваат насилно, односно да имаат агресивни испади, особено кај нив е забележливо и физичкото насилство, грабање на играчки и слично. Меѓутоа, врсничкото насилство има веќе посуптилни методи, не се заснова само на физички начин, правење сопки, земање предмети, крадење предмети, скубење, па дури може да биде и плукање и така натаму. Така да посложено е веќе во училишната возраст. Какво се може да биде врсничкото насилство во училишна возраст? Еве споменавте дека физичкото насилство, односно конфликтните ситуации кои што се разрешуваат по физички пат, не се единствениот критериум. Така е, да. Значи првиот тип е физичко насилство, кое што е поочигледно.
Неколку работи веќе спомнав, тука спаѓа правење сопки, удирање, плукање, зимање туги предмети, потоа криење предмети на другите деца, скубење и така натаму. Понатаму следува психолошкото или емоционално насилство. Во некои литератури тука се смета дека и невербално насилство, односно вербално насилство. Вербалното насилство практично е такво што децата со насилно однесување кон другите деца се однесуваат со исмејување, им даваат прекари, ги омаловажуваат, знаат и да ги пцујат. Така да прилично е непријатно сето тоа што го трпат децата, кон кои што се однесуваат децата со насилно однесување. Потоа, после вербалното насилство, би го спомнала и социјалното насилство, односно и релацијско може да се смета, бидејќи тоа вклучува изолирање на другите деца. Значи, обично е тоа посвојствено за девојчињата на училишна возраст и адолесценција. Кога некога ќе растураат другарства, од групата, нема да го дружат повеќе. Точно така, или издаваат тајни, може да се случи. Ги игнорираат, ги изолираат со цел за да бидат... Ги хейтат, тој е еден така популарен израз. Да, точно. Тука би требало да го спомнам секако и сексуалното насилство, кое што не само што ги вклучува оние допири на недозволените делови на телото, туку и праќање на содржини со сексуална навредлива содржина, кој што навредува секако, омаловажува. Исто така покажување одредени слики или наведување да детето или младинецот се расоблече на несоодветен начин. Така да и тоа навистина е вознемирувачко. И како последна категорија е сајбер насилството или електронското насилство, каде што по електронски пат се праќаат одредени текстови или пак слики со цел за да навредат, повредат, нарушат углед. Социјалните медиуми играат силна улога во овој процес на булинг, односно на вршничко насилство, бидејќи речиси сите деца имаат профил на некоја од тие платформи, па често пати тука се случуваат низа непријатни ситуации кога некој се навредува јавно и тие пораки доаѓаат до сите или ги снимаат со мобилен телефон децата, па потоа се објавува на интернет мрежата. Така, тоа во денешно време е многу често застапено, дури некои истражувања кажуваат дека дури 1 од 5 деца е жртва на сајбербулинг, што е навистина запрепастувачко, бидејќи секако и тука се и останатите видови на насилство, меѓутоа ова е некако помодерно, нешто што особено се случува во последно време. Јас би сакала да започнам со анализа на децата кои што вршат насилство, кои што се насилници. Каков тие однос имаат кон насилството? Се случува ли тие да биле жртва на некаква форма на насилство? Може ли дете кое што било жртва на вршничко насилство да стане насилник? Најчесто е така, децата кои што имаат насилно однесување, предходно и самите биле жртва. Тоа е еден циркуларен процес, од жртва станува насилник. Тоа може да биде резултат на семејно насилство или научено однесување од најблиските. Меѓутоа и не само тоа, туку може исто така да биде научено однесување, бидејќи децата во најголем дел учат по пат на имитација, модификација. Така да го согледуваат од оние насилни видеоигри каде што се наградува, односно се подкрепува насилното однесување. Така да може на тој начин децата од филмовите каде што има насилни содржини, цртаните филмови и така натаму. Генерално децата што имаат насилно однесување, главна карактеристика на овие деца е што имаат недостаток на емпатија, односно не може да се очувствуваат со другата страна. Не може да се стават на местото на другиот, бидејќи немаат капацитет. Емпатијата како тип на емоција
треба да се развива. И овие деца со насилничко однесување генерално и потешко ги препознаваат и ги изразуваат емоциите. Тоа е главна карактеристика. Понатаму претежно се овие деца полни со омраза, се пољубоморни, се агресивни, доминантни, исто така се егоцентрични, Сакат егоистични. ли да бидат популарни? Може би вреѓаат понекогаш за да се истакнат во средината. Па и тоа е главната работа да децата, агресивните деца или насилните деца, не знаејќи како на друг начин да се истакнат, да се почувствуваат важни, одбираат негативен начин, односно преку насилно однесување. Што исто така важно е да се каже дека овие деца всушност имаат лична слабост, имаат ниска самодоверба, каде што одбранбен механизам е практично преку таа деструкција, преку насилното однесување. А колку често детето што врши насилство има прикриени карактеристики на насилник и едноставно никој не може да поверува дека тоа дете така се однесува? Може да биде и тоа случај. Обично тие деца се поповлечени, значи има деца кои што се однесуваат насилно или па пасивно агресивно, а сепак имаат вакви карактеристики. Повеќе насочувајќи се на тоа дека станува збор тука за да вршење на психолошки тип на насилство. А како изгледаат децата кои што се жртва? Што е за нив карактеристично? Карактеристично е тоа да Еве би опишала да дома, во сигурна средина, тие деца се пораздразливи, поемотивни, не се сигурни во себе, можат да бидат исто така и повлечени, меланхонични, да се чувствуваат депресивно, нерасположено. Додека пак во училиште овие деца се доста изолирани. Обично врсниците одбегнуваат да се дружат со нив, затоа што и самите се плашат да не станат жртви. Не се популарни овие деца. Тешко се прифаќаат, се плашат да насилникот се повеќе не го зачести тоа, затоа и немаат ни смелост да кажат. Понатаму овие деца претежно остануваат во училницата за време на училишните одмори, последни заминуваат на одмора, први се враќаат, нерасположени се, повлечени, изолирани. Така да прилично им е тешко. Овие деца се такви да навистина потешко социјално контактираат. Исто така како важни карактеристики на овие деца се дека имаат пониско животно искуство, односно пониско развиени социјални вештини. Затоа тоа и може би представува еден од клучните потешкоти да се справат со насилното однесување. А дали децата со некаков инвалидитет се може би во онаа ризик група за да станат жртви на врсничко насилство? Дали тоа секогаш така? Или тоа зависи од нивните внатрешни карактеристики, доколку имаат Ве разбирам. Подобра самодоверба, може да се справат. Иако тешко да си има добра самодоверба во училиштето, ако има некаков хендикеп. Децата со одреден хендикеп или со посебни потреби, односно со атипичен развој, може да бидат да пројават и насилно однесување. Од една страна тие може да бидат и насилници, меѓутоа од друга страна може да бидат и жртви. Како е некој процент нешто повеќе за разлика од другите деца. Претежно се случува и во мојата пракса, да речеме, каде што деца со одредено потешкотија во развојот, каде што социјалните вештини потешко ги совладуваат, не се снаоѓаат баш добро, не можат да ги препознаат емоциите и ниту да ги изразат, има тенденција да се однесуваат понадмено, понасилно, затоа што не препознаваат што ќе биде последицата на таквото однесување, немаат сочувство кон другата страна. Така да, меѓутоа, освен тоа да некој има некаков хендикеп, тука како жртви на врсничкото насилство исто така спаѓаат и децата од пониските социјални слоеви, децата или младите кои што се со одредена поинаква сексуална ориентација, освен хетероориентацијата, односно ЛГБТ плюс заедницата,
кои што може да потекнуваат од друга верска заедница. Тоа може да бидат дури талентирани деца или пак деца кои што се нови во класот исто така. Значи, така, поширок е кругот на тоа кој се може да биде жртва. Стручните лица велат дека е многу тешко да се препознае врсничкото насилство. Зошто е тоа така? Една од причините е дека децата тешко може да се доверат. Кога станува збор за доверување на децата, тие се плашат, ако треба да соопшти едно дете на наставникот, детето се плаши дали наставникот ќе му верува. Дане наставникот премногу ја минимизира таа постапка на детето што извршило насилство, што и тоа е случај понекогаш. Исто така може да се плашат од тоа да насилникот уште повеќе него зајакне или зачести неговото однесување, така да од страв претежно. Од друга страна се плашат им соопштат на своите родители пак со цел да не ги натажат, да не ги растажат, да не ги налутат. Затоа што многу е специфично тоа да некој дете кога ќе дојде дома и ќе каже на својот родител дека некој се однесувал со него неугодно и така натаму, насилно, и да опише што се случува. Знаете, кај родителот ќе се јави една напливна емоција, може да изреагира бурно, дури да го обвини детето, да му каже на детето да возврати, што... Обично тој совет го даваат. Врати, возврати, Обично одбрани се. Дава таков совет, меѓутоа кога ќе каже родителот на тој начин, тоа делува помалку критички. Во смисла на тоа да детето чувствува дека родителот е луд, дека е растажен. Сега како би требало? Тука би требало родителот да го сослуша детето, колку и да се вознемири или возбуди, привремено таа емоција да ја сокрие, да го сослуша и да на разумен начин му објасни како прво дека тоа не е вредно, дека тоа однесување е недолично, дека не е негова вина што се случило тоа. Со отварачки прашања на начин да што мислиш ти како би можел да постапиш, што е најдобро. И потоа да го каже веќе своето мислење, па ќе кажам не на критички начин, туку на еден советодавен начин. Ќе проговориме детално за тоа што се може да се преземе, би се задржала уште малку зошто децата не секогаш им кажуваат на возрастните, на своите родители или на наставникот што се случува. Можно ли е тие понекогаш да не се свесни дека се жртви на насилство, на врсничко насилство, бидејќи насилството стана дел од секојдневието? Често пати не се свесни, не знаат што е правилно, што не Особено кој вербално нели насилството, психолошко, можеби не препознава дека се работи за некаква форма на насилство. Често пати не препознаваат, а еден од знаците каде што би требало децата да распознаваат е дека тоа ги повредува. Значи однесување кое што ги повредува, кое што не го воздигнува детето да оди напред, да има пријатни доживувања, продуктивни и позитивни, секако дека треба да се запраша. Меѓутоа, пред се децата и треба да се едуцираат, и децата и возрастните да се едуцираат, да се спомнува тоа често. Значи, улогата на родителот е тука многу важна. Многу е важна, да. Особено е важно да и родителите имаат усогласени родителски ставови, со цел за да не го збуна детето, затоа што и во нашата пракса доста пати тоа е застапено да едниот родител едно ќе каже, другиот друго ќе каже и детето се збунува. Не знае како да постапи. Доколку детето од било која причина не го информира родителот што се случува, како родителот да препознае дека неговото дете е жртва на врсничко насилство? Има ли некои знаци кои што може би сугерираат дека нешто се случува? Да речеме намален успех на училиште, дали е тоа сигнал? Да, тоа е еден од сигналите. Намален училишен успех, раздразливост, некои деца се премногу активни, некои па се многу повлечени. Изгледа како да не е среќен, како да е депресивен. Исто тоа е знак. Понатаму има многобројни начини. Понатаму може да се забележи дали започнуваат па некои фобични нарушувања, анксиозност, страф од одредени предмети што до тогаш не биле присутни, страф од темница или страф од одредени животни.
Согласно возраста, децата имаат одредени стравови кои што се нормални, меѓутоа ако веќе детето на повисока возраст започнале некој тој тип на стравови, сепак треба тој аларм дека нешто се случува. Понатаму исто така пројавуваат децата и психосоматски потешкоти, односно тоа значи да ги боли глава, стомак, гради, имаат грудкаво грло. Исто така и тоа не е за занемарување, може исто така кожа носив да се јави, откако би се испитало се она што е откако нели ќе се испита во смисла на медицински, дали има некаква причина, физички причини за болка. Да, така тогаш веќе се заклучува дека е тоа психосоматски. И тука родителот треба да се активира. Повторно ќе кажем, ќе раскажеме на каков начин, но би сакала малку да ги потенцираме последиците кои што може да се јават од вршничкото насилство. Може ли да остават трајни, животни, лузни кај детето? Од што зависи? Дали ќе пројде ни сето тоа неповредено или пак ќе се соочува можеби со анксиозност или депресија подоцна во животот? Еден од факторите е когнитивната зрелост. Кога кај детето има повисока когнитивна зрелост и располагање со соодветни механизми на елаборација на слученото, на насилното однесување, тоа е подобар предиктор за подобар успех. Значи, во смисла дека нема да останат некои последици. Меѓутоа, кога се работи за дете или младинец кој што има пониска когнитивна зрелост, кога располага со послаба екипираност на одбранбените механизми, тоа за жал може да остане сериозни, дури и трајни последици по менталното здравје. Што се може да биде знак, односно какви се и последици може да настанат? Може да има анксиозност, како возрастен да има потешкоти со дебелината, со гојазноста, односно. Понатаму може да се јават дисоцијативни нарушувања на личноста, невротични, односно исто така анксиозни фобични растројства. Може да настане дури самоповредување, физичко самоповредување, меѓутоа и обид за суицид, па дури и суицид. Тоа се најтешките последици кои што треба со сериозност да се земат последиците од насилното однесување кај децата. За жал овој проблем е се почест како во светот, така и кај нас. Имаат ли училиштата некакви механизми да го препознаат сето ова и да се преземат мерки? Како изгледа? Имаат механизми, училиштата генерално кај нас работат според упатство изготвено од Министерството за образование и самите училишта си креираат своји протоколи како би требало да се постапи во случај на насилно однесување. Овие протоколи содржат целни активности, значи многобројни активности каде што се опфатени и наставниот кадар, меѓутоа и учениците. Генерално за учениците се креираат и се одработуваат одредени работилници за зајакнување на комуникацијските вештини, за развој, препознавање, изразување на емоциите. Од друга страна, исто така има дури панел дискусии за родителите, округли маси, работилници, дури некои училишта и тоа го практикуваат. Понатаму некаде се вклучува исто така и физичко обезбедување, меѓутоа и рестрикции од типот на некористење на мобилните телефони за време на наставата, значи забрана за користење на мобилни телефони. Тоа би било многу корисна одлука, доколку мобилните телефони се исклучат од училиштата и бидат на страна, а потоа претпоставам и родителите ќе треба за домашни услови да направат некакви ограничувања, да се знае до каде е границата. Само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија. Почитуваниот овој момент емисијата ќе биде контактна и во денешното издание на магазинот на родителство 0+ месеци ќе можете да поставите прашање поврзано со денешната тема, а тоа е булингот, односно врсничкото насилство. Кога родителите ќе дознаат дека нивното дете врши насилство, дека нивното дете е насилник, што тие треба да преземат? Треба да разговараат со детето, да го сослушаат,
необвинувачки, значи да се обвини однесувањето, штетното однесување, а не личноста на детето. Првично тоа, да се разговара, да се стекне доверба, да не се критикува. Туку на соодветен начин, преку разумност, преку истакнување на неговите позитивни страни, затоа што и децата што вршат насилно однесување, сепак имаат некои позитивни. Треба за тие особини да се пронајдат, тие снаги позитивни да се потенцираат, да се фалат. И освен тоа да родителот треба исто така да го фали детето за секое позитивно пак пројавено однесување. А казната не е решение за тоа што го направило? Казната, односно последицата, јас би кажала, треба да се избегнува. Последица треба да има, меѓутоа генерално секогаш треба да се фаќаат позитивните работи, да се пофалува, да се наградува, да се договори однапред што би била таа награда. Меѓутоа и не само тоа, туку треба да се развива емпатијата. Тука можат родителите секогаш да го прашаат своето дете, што мислиш како се чувствува другата страна. Па дури игра на улоги тука може да се направи еден ролплей во домашна атмосфера. Тоа обично е добро да се направи од страна на една стручна служба или пак психологот во самото училиште, меѓутоа исто така можат и родителите дома да го прават. Тоа ќе створи еден амбиент во семејството каде што ќе биде интересно и ќе ги зближи на некој начин и родителите и децата. Во смисла на тоа дека детето што има насилно однесување да се стави на местото на детето жртва. Но доколку тука има отсуство на емпатија и не може да се стави на местото на така детето што е жртва. Така ќе би требало да се развива. А што да се преземе доколку е однесувањето е повторувачко? Треба упорност и трпение. Значи, родителите треба да бидат доволно трпение, да знаат дека нема да може тоа веднаш да настане промена, туку треба чекор по чекор, мали чекори да постепено се случи настано на покрупно однесување, значено позитивно однесување што претходело. И апсолутно треба да се стави граница, разјаснување дека тоа и тоа однесување е непожелно, недозволиво, дека детето има способност да се контролира. Тоа треба да се истакнува постојано, дека насилното однесување е недозволиво и дека секој, макар и дете, има можност, има капацитет да се контролира во однесувањето. Но родителите на детето жртва немаат обично време да чекаат чекор по чекор насилникот да го промени однесувањето. Што тие да преземат? Можеби решението е да се префрли ученикот во друго училиште? Или децата кои што се интровертни, кои што се повлечени, кои што се предиспонирани да бидат жртви и во друга средина би го имали истиот проблем? Па, доколку такво дете биде префрлено, голема е веројатноста дека и во другото оделение или во другото училиште истото ќе се случува. Така да овие деца што се така речено жртви би требало да поработат на своите капацитети, да ги развијат како да се одбранат, како да ја зајакнат она асертивност што се вели. Асертивноста е особина да детето се застапува себе си, да се бори за своите права и своите потреби, меѓутоа не навредувајќи го другиот. Асертивноста е карактеристична за тоа јас сум окей, ти си окей, во смисла дека мене ми е потребно, тоа треба да направам некаква цел, да знам да се одбранам, моите потреби да се дружам или да постигнеме нешто заедно на некој проект, например, или заедно да другаруваме и одиме некаде, меѓутоа не со цел да повредам некого, туку да си се изборам за своите права. Додека пак децата со насилно однесување секогаш се водат од правилото јас сум добар, ти не си добар. Така да тоа е разликата. Но децата кои што се поповлечени, кои што имаат така речени склоности да бидат или од овие претходни групи што ги кажавме, пониски социјални слоеви, припадност на разни помали групи каде што може да станат кои што се предиспонирани да бидат жртва на булинг, практично треба да се зајакнуваат, да им се зборува, треба да добијат секако поддршка и од наставниот кадар, кој што треба да негува еден поддржувачки однос полн со доверба кон своите ученици.
Значи треба да се работи на самодовербата, доколку детето не може да се подобри самодовербата со помош на родителите или пак еве со помош на наставникот, дали би требало да се ангажира некој стручно лице? Во смисол психолог, психијатар? Да, секако дека стручните лица стојат на располагање врз основа на како од една страна детето со насилно однесување да научи начин, да продуктивен начин на комуникација, да не наштетува и повредува, меѓутоа од друга страна и децата кои што се жртви, како да се зајакнат, како да ги променат тие модели, што прават да можеби детето што има насилно однесување го предизвикуваат и така натаму. Прилично комплексна ситуација сето тоа, ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, да го слушнеме прашањето на првиот гледач за денеска во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Се јавувам во врска нешто со мене, сакам да ви раскажам, ако може. Зависи дали тоа поврзано со темата на која што говориме најнапред? Дали за врсничко насилство? Страдам со менталното здравје. Така, ве разбирам, но оваа тема за менталното здравје на возрастните лица ќе биде обработена во една од следните емисии. Денеска се фокусираме на врсничкото насилство и за проблемите кои што се јавуваат меѓу врсниците пред се во училиштата, еден исклучително комплексен проблем. Ние ќе продолжиме понатаму, а прашањето на гледачката може да биде поставено во една од следните емисии. Дали на децата треба да им се најави дека врсничкото насилство може да се разреши само доколку тие се консултираат со повозрасни лица, односно ако проблемот се изложи кај кај мајка, татко, наставник и слично. Потребно ли е да ја знаат таа информација? Можат ли тие самите да го решат овој проблем? Треба децата да се учат, да пробаат прво сами да го решат. Меѓутоа зависи од типот, зависи од колку било зачестено тоа однесување. Доколку се работи само за еден наврат на одредено насилничко однесување или еден погрден збор што бил кон детето упатен, тоа значи дека детето треба сепак прво да проба да се одбрани, да даде јасно до знаење дека не треба другото дете така да се однесува кон него. Доколку веќе продолжи тој циклус, тогаш на детето треба да му се каже дека во секое време може да се обрати на наставникот или на родителот. Значи, најчесто најдобар исход дава доколку двата начини се присутни, односно детето и само пробува, меѓутоа се информирани и родителот и наставникот. Што говори вашето искуство? Се решава проблемот брзо или останува некогаш нерешлив? Насилникот останува насилника, детето жртва и понатаму е жртва. За жал, нашето искуство кажува за тоа дека родителите, барем ете кога се јавуваат кај нас, доаѓаат во некоја понапредна фаза на трпено насилство, да речам, или пак понапредна фаза на деца кога доаѓаат, да речеме, деца кои што имаат насилно однесување, бидејќи нели такви деца доаѓаат, тоа траело веќе долг период. Така да, затоа можеби е најдобро во раната фаза да се дојде. Затоа што кога веќе долг период е присутно, не баре треба исто толку долг период за да се промени нешто, како што спомнавме, малку по малку да се менуваат работите. Некогаш може да настанат и подрастични промени, да се реши веднаш ситуацијата, меѓутоа зависи од капацитетите и интересот на двете страни. Како да се научат децата од една страна да постапуваат и како да се одбранат, да се изборат за своето од друга страна. Се случува ли родителите на насилник да не сакаат да прифатат дека постои проблем? Често може да биде тоа така, затоа што има родители кои што се малце помалку самокритични, кои што не можат, кои што имаат една визија за своето дете како се однесува, во училиште на друг начин се однесува. Има и такви случаеви. Меѓутоа, генерално, се самокритични за тоа дека можеби самите нешто погрешиле во воспитувањето, се желни за соработка, пробуваат, изнаоѓаат разни начини како да ги нештата подобрат или поправат, особено кај децата со насилно однесување. Тие родители се доста во една незавидна ситуација, се исто така родителите на овие деца насилници, бидејќи
од сите страни се повредени и родителите, другите родители, пример од оделението, често пати не ги одобруваат, ги навредуваат и така натаму, а впрочем и на нив им треба некој вид на поддршка да се види да се наоѓа начин, затоа што обично родителите на децата жртви се заштитнички ориентирани. Односно, нели, секогаш насилството практично е чин без оправдување. Меѓутоа треба да се најде начин како да му се помогне пак на тоа дете да понатаму тоа не го прави. А не само да се обвини, тоа сакав да кажам. А колку често децата што се жртви, овој проблем го провлекуваат и низ основното образование, потоа и низ средното образование? Колку често сакав да кажам, овој проблем кај нив трае долго? Па, обично, за среќа, кај некои деца и не трае долго, односно не се провлекува со години. Односно се надминува. Затоа голем удел имаат и самите деца, меѓутоа и структурно сите оние други општествени системи кои што влијаат врз однесувањето. Меѓутоа најголем бенефит, секако најважно е семејството, поддршката од семејството. И ви на тоа да се навратам, да речеме, доколку некое дете е жртва на семено насилство, е многу полошо, односно поголеми последици има доколку некое дете трпи семено насилство, отколку врсничко насилство. И обратно, доколку некое дете има силна семена поддршка, добра гратификација од страна на семејството, многу лесно би ја надминала ситуацијата во однос на врсничкото насилство. Како родителите да реагираат доколку нивното дете е жртва на врсничко насилство? Веднаш треба да работат на промена во неговото однесување. Ова ме прашам бидејќи некогаш велат сега јас ќе ги земам работите во своји раци, си ќе решам. Ќе види тој како се однесува кон моето дете, јас ќе се јавам кај родителот и всушност потоа родителите се обидуваат да ги расчистат сметките. Па некогаш родителите се обидуваат на разноразни начини да изнајдат решение, меѓушто секако дека некои начини се продуктивни, зависи од двете страни на каков начин ќе пристапат на проблемот. Да. Така да во голем дел треба да реагираат смирено, кога ќе слушнат без разлика дали е за дете насилник или дете жртва, треба на смирен начин да се изреагира во прво време, да не се обвини детето. Ако се работи за насилство, да се обвини однесувањето, дека тоа е неприфатливо, но да не се погази пак личноста на детето. Од друга страна, за децата жртви да ги сослушаат, затоа што главна работа со овие деца е што се плашат да не ги налутат родителите, затоа што, како што кажавте, родителите ќе почнат да се вуваат по родители така натаму, што уште може да ја влоши целата работа. Не е секогаш тоа решение. Треба внимателно да се истражи прво целата ситуација, а потоа веќе да се види што може да се направи. Во секој случај треба да работи детето на подобрување на снагите. Како да ги подобри, зајакне своите снаги на отпорност. Бидејќи ако не е тоа дете, истото дете што е жртва ќе најде на улица или на некој сосед, така да како и да е треба да се работи. Така и на нивото на самодоверба да се крене. Колку често работите со деца кои што биле жртви на насилство, на врсничко насилство или пак деца кои што се насилници во училиштето кон своите врсници? Па доста често се јавуваат, некако особено во последниот период, особено еве и ова сајбер насилство, или што го викаме. За детето, а и за родителот една изнесена содржина, слика или видео може да биде голем травматски настан. Ама и доживотна стигма може да создаде. Да, така е. Така да во овој случај работиме советодавно, психотерапевтски. Јас лично користам и техники од плей терапија или терапија со песок, затоа што децата до 12 година потешко знаат да се изразуваат. Немаат до толку развиен капацитет на изразување и најдобар начин на комуникација со децата до 12 година е впрочем и преку игра или преку
терапија со песок. Каква е таа терапија со песок? Што прават за време на тие третмани со песок? Нивен е изборот кои фигурички ќе ги одберат. Тоа е терапија на тој начин што одбираат одредени фигурички, минијатури, кои што може да бидат од измислени ликови, како на пример џуџиња и така натаму, од светот на фантазијата, а меѓутоа може да бидат и од реалниот свет. Топки, човечиња, животни и така натаму, така да децата имаат слободен избор што ќе одберат, која тема ќе ја одберат. И на тој начин тоа делува ефикасно, излекувачки. Така да низ тие постапки децата си се да своите внатрешни потиснати емоции, повредени емоции ги канализираат надвор од себе преку експресија на она што ќе го направат. А што правите со поголемите деца, како што овој начин на изразување со песок не би дал резултат? Со поголемите деца на 12 години исто така може да се вклучи овој тип на терапија со песок, меѓутоа тука повеќе е со разговор. Но освен со разговор се користат и изработка на одредени цртежи, зависи кој е дете кон што е склоно, што би го излекувало, зависи сепак од склоностите и карактеристиките на децата. Некои ќе цртаат, некои може да отпеат нешто или да напишат, направат некоја творба, стихотворба или нешто во проза, така да постојат начини. Постојат начини и треба да се искористат, бидејќи како што споменавте, врсничкото насилство може да остави трајни последици по психата и во адултната возраст тоа дете кога ќе порасне да има проблеми. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ја опфативме оваа тема која што е се поактуелна, како кај нас, така и во светот. И тука видовме многу примери на врсничко насилство, за жал некои завршија и трагично. Се надевам дека системот поактивно ќе се вклучи во решавањето на овој проблем. Благодарам и на вас, задоволство ми беше. Магазинот 0N+ еден од моите омилени. Навистина ми е драго и се надевам дека ќе продолжи и понатаму нашата соработка, кога ќе обработиме ни за други теми, можеби како самодовербата да се потикне кај децата. Важно ли е тоа да се прави од најрана возраст? Да, дефинитивно. Дури едно мало дете има свој интегритет. Колку и да е мало, сепак постои дел од неговото себство кое што треба да се зајакнува, уште од најмала возраст. Бидејќи со добра самодоверба, предпоставувам, врсничкото насилство не би земало волкав замок. Да. Ви благодарам уште еднаш, почитувани. Тука го заокружуваме денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Магазинот за родителство се емитува секој понеделник во 12:45. Обработуваме теми кои што ги засегаат секако родителите, а од вторник до петок во Телма амбуланта зборуваме за нашето здравје, односно како да го зачуваме. Имајте пријатен ден.